Почнемо гледачи, добро вечер и добродојавте во музичката емисија Векови ноти. И по тој повед следува музички поздрав. Група Корона.
И време за најава на нашиот вечерашен гостин. Кој друг, ако не, господинот Трајче Кацаров, драматург, за понатаму ќе го кажам своето што треба да го каже. Добро вечер и добро дојдовте во студиото на Ирис телевизија и благодарам на вниманието што ни го посветивте. Ви благодарам на поканата. Кога ја добив поканата дека треба да учествувам во емисијата ваша, дома рекоа, на крај, те викна и тебе. Конечно да биде. Конечно те викна и тебе. Добро, тоа се... Ние никош не забораваме да. Така е, во Штипа и јавноста има една, како се вика, една ситуација која што само по себе се наметнува и на изборот на оние кои што треба да бидат учесници на емисијата и на содржината на емисијата така натаму, но кога поаѓаш од аспект дека станува збор за музиката, па си велиш сега еден човек кој што се бави со пишување или со театар, малку е подалек од неа и бараш која е пропусницата на основа што тоа е во емисијата. И зошто е тој гост? Ке си рече некој, овој Трајче уште да го отвориме фриждерот и тамо да го најдем. Но не е така. Значи, зошто ми рекоа, на крај, веќе конечно и тебе те викна во таа емисија, затоа што мислам дека јас имам, како се вика, виза за присуство во оваа емисија, од причина што на времето, уште, 60-тите и предходните, некаде 50-тите години или после ослободувањето веднаш, кога една екипа од телевизија Скопје, од радио Скопје, не телевизија Скопје, од радио Скопје, тргнала во потрага на нашето културно богатство, поготово по испејаните ноти, граѓанските песни, еден ден мојот дедо Трајко Кацаров велеше дека ја отворија портата и влегоа, вика, луѓе од Скопје со огромен апарат, го ставија на средината, ја извика бабата Јованка и таа почна да пее. 3 дена пееше бабата, вика, во апаратот ја снимале. Потоа, после многу години, дедо Трајко повише не беше жив, татко ми малку раскажуваше за таа случка, бидејќи се она што беше интересно, ексклузивите. На тој момент го имаше дедо Трајко во своите приказни. На некој начин заборавивме за уделот на баба Јованка во она што значи нематеријалното, духовното богатство на Штип. И најнаш доаѓа да е мој сокласник Александар Донски и звони на вратата и вика, тебе те барам Трајче, викам, да, повели Сашо, не сме се видели, ние сме сокласници, така. Еве ти носам, вика, една аудио снимка, каде што е снимана твојата баба со песните што ги пеела за Радио Скопје. Ајде бе, вика. Мајка на твојот татко. На мојот татко, да. Ајде бе, викам. Да, влезе внатре, јас ова сакам да го искористам во мојата книга Фолклорното богатство на Штип. И ние дома, како се вели, ја пуштаме аудио снимката, ред солзи, сите веќе, татко ми ја слушна неговата мајка. Ред радост. Да, ред радост, како се на времето. И на крајот таа се представуваше, јас сум Јованка Трајчова Кацарова и во го снимам за Радио Скопје во тет. Но интересна куриозитет во целата оваа ситуација беше коментарот на мојот дедо откога ќе ги слушнеше песните снимани од телевизија Скопје, Радио Скопје. Тој не знаеше дека тие ноти што мојата баба врз база на нејната музичка меморија ќе ги испееше заедно со стиховите, дека треба некој да ги преработи, треба да бидат сообразно оно што ќе ги интерпретира, треба да се направи аранжман и така натаму, и тоа во таков еден процес се војдоизменети некои нешта. И кога ги слушнеше на радио, велеше, ги упропастиле песната, баба ти ше пееше. Незадоволен. Незадоволен. Сите песни баба ти ше не са така, не, оваа песна не е така, оваа песна не е така. И друга една ситуација, која исто така се раскажуваше во тоа време, градот пеел. Постојано пееле. Кога оделе на Гроздобер, пееле. Кога нижеле тутун, пееле. Кога се собирале по празници, пееле. Сега кога ќе се собере, нека дојдат на гости, нели, се уште сме по некоја традиција и вредностите, традиционални ги испочитуваме во поглед на празници, во поглед, нели, на овие, како се вика, собирање, дружење и така натаму, врз база на верски празници, имендени, роѓендени, но пеењето сега му го препуштаме на, како се вика, на електронските апарати. Тогаш тие самите пееле. И вика, дедо ми, ке се собереме сите комшии, ке нижеме тутун во старото мало и ке почнеше баба ти да пее. И не смееше никој да ја следи.
Јас бев маж незин, имав храброст да почнам да мумлам, а таа во сред песна ќе застанеш, ќе се свртеш, Трајко Трај. Трајко Трај, затоа те името Трајче, Јас сум на дедо на Трајко Кацаров. Трајко Трај и она си вика пее. Тоа беше, вика, просто некои доаѓаат да нижат тутун само да ја слушат Јованка како пее. Значи, кога зборуваме за тоа, многу интересно таа музичка меморија. Бугарите не велат имаш слух, него велат имаш музичка памет. Што значи можеш да ги памтеш нотите. И не само да ги помниш нотите, да го помниш и текстот. Ја постојано кога ќе се сретнеме некаде, морам да најдам човек кој што ќе ми го каже од текстот кога ќе пеем. А баба знаеше да... Сега, една друга ситуација која што морам да ја кажам... Само за кратко, господине Трајче, ќе го продолжиме прашањето повторно. Морате да ме прекинувате, тоа е подобро и за емисијата. Знам. Загрејам се за твоето филме, што е многу добро тоа, што сакаш да го кажеш, се што треба да го кажеш. И повторно музички мотиви со групата Корона. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли војде, ко сонце зајде од животот мој. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли војде, ко сонце зајде од животот мој. Zar ljubov ta polina
Господине Трајче, господине Кацаров, да го продолжиме разговорот, да го довршиме на поставено прашање и така натаму. Спомна дека твојата мајка ги имала тие сите баба и така натаму, дека испеала толку песни и се најдени во книгата на Александар Фолклорното богатство и така натаму. Јас ги имам сите аудио снимки и во моите книги се сите песни нотирани со текстуален дел и така натаму и така натаму. Ова информација и таму е ја веќе знаеш. Таму е зацртана и баба Јованка. Баба Јованка и така натаму. И тоа е, да речеме, повод зашто јас и ти сме сега ова вечер заедно, нели? Кога би можела, например, да речеме и дедо ми или таа, ама тоа е веќе една, како се веќе, илузија, да го слушнат ова, да видат дека некој некој се интересира за тоа и како го направил, бидејќи она што вели еден голем поет светски, од светски глас, секој еден што се бави со пишување мора да знае и да ги помни сите оние што претходно пред него пишувале. Ние се сега ставаме во една ситуација да реализираме музички ноти, да реализираме композиции, да реализираме музички творби. Не може тие сами по себе да немат свој корен. Не може македонската музика да не се враќа назад во своите корени од кај што почнала. Ние не може да кажеме дека кај нас се родил Бетовен и Моцарт, а можеме да кажеме дека нашиот народен гений, покрај тоа што многу умни нешта кажал, многу умни нешта измислил во било кој правец, во било кој културен поглед, во било кој културен праксис, знаел и да запее и преку песната да го отцрта начинот на живот во тоа време. Секоја песна е историја на нашата држава, на душата. Така рекол еден од оние кои што во тоа време го давал пари да се формира повластениот театар во Штип. Народот таму во Македонија, луѓето се вика необразовани, ама можеме да делуваме на нивната психа, на нивната душа, бидејќи тие разумот тогаш се помрачува кога ти ќе делуваш на неговите емоции. Емоциите нараснуваат и преовладуваат со рациото, преовладуваат со рационалната ситуација. Било интересно, никој не сакал, например, видите вие само по себе, полни са нашите песни со интимни исповеди. И кече некој, како бе можеш ти толкова интимна исповед да имаш? Како можеш да кажеш дека толку лудо си влюбен во таа особа? Со душа и срце. Да, ама тоа е резултат на неговите емоции, напливот на неговата емоција, резултат на изострените чувства, кои само по себе делуваат на неговото рацио и му дозволуваат во одреден момент да биде нерационално искрен. Да. И тоа е доста интересен момент кој што го имаме ние во музиката и ја затоа би рекол психа за македонскиот народ. Да, мора да се навраќаме на нашите корени. Не случајно, јас толку многу се влюбив во Лепи Сол. Толку многу, јас сум огромен фан на Владко Стефановски. Кога тој излезе, ја не го слушна во неговите интервјуа да каже ја го сакам Алди Миола или например јас сам на Сантана или не знам на кој од големите тогашни музичари, не за Джими Пейдж, не за овој. Него тој рече мојот идол е Кирил Манчевски. Да. Мојата душа, она што мене ме храни, мојот извор на моите музички ноти, на моите музички творби, го наоѓам во фолклорното творештво, во народното творештво. И македонското стебло не го заборава. И не го заборава. Владко Стефановски. И кога тој ја направи се она што го направи до ден денешен, тој представува нашиот најголем амбасадор. Тоа е нашето најголемо духовно добро, кое што се уште може да се движи и да зборува само во суперлативи за Македонија и за духовните вредности во македонскиот народ. Ќе рече надвор е пролет, живи сме. Да, чукни во дрво. Чукни во дрво, е така. Продолжуваме со музички минути групата Корона. Останете со нас. Tri godine
Jaz kake te zemam crna vdovica, ako ne te zemam dovoljna zemljata. Jaz kake te zemam gore na nebo, ako ne te zemam dovoljna zemljata. Jaz kake te zemam gore na nebo. Господине Кацаров, твоето драматуршко перо не стивнува. Продолжува да пишува твоите наредни изданија. Кога ќе ги видиме? Значи, тоа е еден А процес. се разбира и за оно што го имаш до сега. Да, тоа е еден процес кој што не може да застане, како што се сеќавам во еден од големите музичари, пианисти, ке каже дури и кога се возам во воз, пред мене имам клавиши така направени, цело време со прстите, вика, свирам, не може да има минута да не си во некоја ситуација. Во ликовната уметност Леонардо да Винчи ќе каже дека не треба ни еден ден да помине, а ти да не нацрташ нешто. Од писателската фела еден Јури Олеша ќе рече ни ден без ред. Така да штом ќе се нафатиш за одредена за одреден праксис кој што сам по себе мораш да го негуваш до крај. До сега сите тие мои напишани нешта можат да се бројат со така да речеме со троцифрена бројка можеби, бидејќи колку што јас знам од некаде од 2000 година па до денес сите мои колумни некаде бројат над 700. Сум пишувал од Нова Македонија, па преку Време, па преку Утрински весник и се до затварањето на весниците. Тогаш кога се почнав со Нова Македонија да пишувам како колумнист, ја затворија Нова Македонија. Се префрли во Време, го затворија Време. Се префрли во Утрински весник, го затворија. Влегуваш во негатива. Да, и велам на овие, луѓе, вие само треба мене да ми изнемете, да бидам колумнист у некој весник и ќе го снема. Но, што се однесува до драмските текстови, постојано сум во некоја, како се вика, кондиција. Да, и динамика е за некоја време, сега во Сремска Митровица, во еден националниот театар во Војводина, веќе се подготвува мојата пиеса на клупата и ќе имам премиера. Што значи, има континуитет во реализацијата на сценските дела на ова што значи мојата тесна професија, драматургијата. Се огласуваш со, така речи, во сите дневни, неделни и периодични изданија. Така и ќе продолжиш, не? Да, па тоа е веќе го реков некаде, викам, не може човек да биде, како се вика, настрана од се она што се случува во општественото живење. Бидејќи општественото само по себе се појавува во една ситуација, јас во античко време, кај античките писатели, се појавува во своите драмски дела, нели, во тогашните творби, еден епски материјал и еден лирски материјал. Лирскиот материјал дошол во времето кога лирскиот субјект, кога субјектот морал да има, како се вика, субјективна толкување на објективната стварност, што би рекли овие. Значи, само во тој момент, човек кој ќе се ќе го пронајде кај себе тој агенс, таа можност, таа творечки потенцијал, тој мора да има субјективен однос. Тој мора да има своја согледба на објективната стварност. Мора на тие сите реалитети да бидат протолкувани преку неговата церебрална ситуација и лабораторија. И на крајот, дали тоа ќе има форма на драма, дали ќе има форма на есеј, дали ќе има форма на колумна или форма на музичка творба, тоа е резултат на неговата талент и дарба. Јас постојано велам, кога сакаш одредена ситуација да ја направиш, да излезеш во јавноста преку неја, ти мора да го измериш капацитето на твојот творечки потенцијал, за да видиш дали јавноста може да комуницира со она што ти ќе го продуцираш или ќе го еманираш како творба. Почнуваме, гледачи, во продолжение следува музички минути од нашата група Корона. А после тоа следуваат реклами и се враќаме во студиото.
Razbolela se, razbolela se, razbolela se, razbolela se Lenka Pingova. Razbolela se, razbolela se Lenka Pingova. Nad glavaj stoji, nad glavaj stoji, nad glavaj stoji, nad glavaj stoji stara i majka. Kaži malenče, kaži ma dušo, oć do Sibona. Ja se sumbona od prvolive, jaske si umram, jaske si umram rano vledela. Jaske si umram, jaske si umram rano vledela. Povikajte go, kole velikog jom. Daruvajte go, ovčalak melesen. Daruvajte go, ovčalak melesen. Poštovani, i povtorno vo družba so našиот вечерашен гостин, господинот Трајче Кацаров. Господине Кацаров, долго време ја немавме ние Маруш љубовна драма од Степјанецот Хаџикимов и Душан Будимировиќ од Нови Сад. Во последно време се појави таа. Се појави во време кое што ние долго време ја баравме, ја чекавме и така натаму, но нашата Скопјанка, ти најдобро знаеш која е колешка и така натаму и така натаму. Мала приказна за сето тоа, како дојде до Штип, како дојде до Македонија таа љубовна драма, така наречена Маруша. Што се однесува до проектот Маруша и финансиран од страна на Министерство за култура, влезен во националната програма од национален интерес, тоа е една истражувачка работа на една наша колешка, на моја колешка театролог Лилјана Мазова, која што на некој начин има штипско порекло и таа има нека обврска кон Штип, кон својот град, да ја пронајде таа пиеса за која што некој изборувал. Инаку, морам да ви кажам, тука има таа бара некој ексклузивитет во поглед на објава, да речеме, на една таква, како се вика, драматуршка изјава. И токму тој ексклузивитет го врзуваше скроз за нейната личност и за нейниот културен или театаролошки праксис, но она што мислам што е подадено во јавноста не е доволно
до објаснето. Докажено. Не, до објаснето до крај. Во ова јас магистрирав на ова Штипскиот театар и на времето на златниот период од Штипскиот театар е офатен во мојот магистерски труд, како што и од формирањето на областниот народниот театар па се до 2004 година. Имам некои делови кои што се позајмени или врз база на податоци користени од страна на она што го имаме како архивски материјал. Јас Маруша не ја знам, јас ја знам како македонка. Пиесата која што е напишана од страната на Будимировиќ и на Нетковиќ во тоа време. И истата се работи за настан во едно овчеполско село, една наша македонка покрај сите тие забрани од дома, бидејќи традиционално си живеело во тоа време, фамилијарно, во како се вика, во рамките на фамилијата, во одредени да се испочитат одредени вредности кои што можат да бидат расторени од страната ако брачниот другар од една фамилија, од една верска заедница премине во друга верска заедница, така натаму. И денеска е така. После те се како се вика, се залюбува во еден србин, кој што исто така бил агроном во тоа време. Сите знаат како била Македонија, Јужна Бановина и како српската тогашна власт, користејќи го својот идеолошки и угнетувачки апарат, бил присутен во Македонија. 24-та година, кога во времето во Штип бил Будимировиќ. Во тоа време, тој не само по себе, кога е дошол и Цветковиќ, и денеска ни се случуваат такви работи. Ниту една власт, што би рекле во културолозите, не се ослободувал и не ослободува својата интенција да завладее со сите можни елементи на заедничкото живење. Меѓу другото, први на удар биле таквите културолошки, како се вика, подадени елементи кои што сами по себе ги користат за во тоа време, за асимилација на населението или за брза асимилација на населението, бидејќи театар бил најпогоден терен за една таква агитација. Само по себе тој ги содржал сите елементи на едно културно живење. Во заграда некоја политика. И политиката преку својот идеолошки апарат, да речеме образованието, црквата, во тоа време жупникот бил црковниот, како се вика, намесник, и исто така ги одредил репертоарот на Штипскиот театар. И Будимировиќ како човек кој што бил студент на Рейнхард, кој што е познат во Берлин како реформатор во театарот, носи со себе некои елементи од тие од неговото студирање и работење со Рейнхард и доаѓа во една ситуација да има слободоумни, како се вика, дејанија. Тие слободоумни, волноумни дејанија се огледат преку некој отварање на школа за глума во тоа време во Штип. И тоа, пази, учеле на српски. Сите во школата за глума се зборувало на српски јазик. Морало да зборуваш српски, бидејќи српската култура, српскиот јазик требало да биде доминантен и јазик за комуникација. Поготово во тие екс официо моменти. Екс привато можеш како сакаш, но кога тие екс официо елементи кои што се подават преку такви форми или модели како што е театарот, морало да биде официализиран српскиот јазик и на официјалниот јазик, на службениот јазик. И во првната Југославија во основното образование имаше српски јазик се учеше. Така. Јас сум учил српско-хрватски. Именно тоа. Да. Но исто така сега се појавува една таква ситуација да се напише еден текст како една србинка, како еден србин со една македонка се во брак. Тоа сепак пак оде во прилог на таа асимилаторска политика нивна. Повторно тука се јавува во улога тај угнетувачки државен апарат, преку идеолошки апарат да додат до бараниот ефект. Значи, никаде не пишува дека, и покрај тоа што вика дека македонката го направила србинот да биде поразумен, порационален во своите односи со средината, со самиот себе и со фамилијата, никаде не пишува дека македонката после не станува србинка или дека србинот постанува македонец. Ова, како се вика, толкувањето дека таа представа била
како се вика, симната од репертоарот, никој не знае зошто. Може би многу пати, кога бил Цветковиќ и кога играле одредена представа, жената на Будимировиќ, која исто така била актерка, не дошла на 2 премиери. Ако сега кажеме дека после тоа, тука се игра, дали било тоа женитба на Гоголј, дали било некоја Молиерова пиеса, ако после тоа кажеме дека таа е симната од репертоарот, никој нема да знае дека представата е симната поради инаетот на женама на Будимировиќ, затоа што Будимировиќ бил должен во театарот, вие не излегле во негов пресред и тој рекол, немој бе да одеш да играш представата, и таа се останала дома, а премиерата пропаднала. Значи, никој овде не е кажано точно, прецизно, зошто е симната од репертоар. Бидејќи Маневиќ во комедија од тоа време, 7 април 1924 година, зборува дека извореден успех постигнала представата. Нека луѓето толку сакале представи од битови представи, од животот овде. Како се вика, кога дошол Цветковиќ после Будимировиќ, сите тогаш во Штивскиот театар зборувале дека ние игравме Хамлет, ние игравме Женитба од Гоголј, па ние, знаете ли, го игравме Молиер. И он вика, чекај бе, вие дилетанти играте, вика, такви представи. Вие мора да играте представи од вашиот бит. Вие, ќе го вратиме театарот назад. Друго правеше Будимировиќ со вас преку театарската школа. Значи, тоа беа само показни елементи или можеби терен каде што се испитуваа потенцијалите на одредени, како се вика, актанти во една ситуација како што е театар. Господине Кацаров, ние ќе го продолжиме разговорот, уште нешто сакам јас да докажам за љубовната драма Маруша, а за вас, почитувани гледачи, повторно од фолклорното богатство на Македонија.
pristojne, zasakaj me od srce. Ljubov ta je skapale stojne, najsakana do groba. Ljubov ta je skapale stojne, najsakana do groba. Господине Кацаров, да го продолжим разговорот, само една моја размисла околу Маруша. Само да кажам еден податок, тоа најверојатно ти си го знаеш тоа и сигурно си уредно информиран. Има 10 македонски песни, внатре, точно македонски песни. Јас само две би кажал, не сите, за да народот го прочита ова како содржина и така натаму. Борјано Борјанке и следната песна Мери Томчо Стодра Малва. Тоа се 10 песни во таа љубовна драма и 18 актери кои што учествувале во Видите, тоа се мюзикли. во тие да. Во тоа тоа е точно, време, во тоа време, Во тричина, не. сите театарски представи морале да имат да биде доминантна музиката, не апликација како што е сега. Значи, не го воде музиката действието, него действието е воде музиката. Тоа може би те паушално кажано, но може да замислите дека под секој наслов стои комат за пјевање и пуцњевом на крај. Значи, не постои актер да не знае да пее. Ама само сакам да кажам дека поголемиот дел се македонски песни. Да, ама баш рековме дека од битовиот живот. Значи, од животот на македонецот во тоа време. Тие се, и Будимировиќ кога бил тука, и секој еден творец, каде шо ке, знае дека изворот на најубавите творби се во, како се вика, во традицијата, во традиционалните вредности, во животот тамо каде што е. И тоа, пази, таа љубовна врска меѓу тие двајца млади, македонка и србин, тај однос нивни, сето тоа представува една изворедна, како се вика, можност да се тоа инсценира или да прерасне во одредено дело. Па може да замислите уште од времето на Ренесансата, преку романтизмот. Сите тие љубовни врски биле резултат биле причина за страшни, како се вика, дела како последица на тоа. Значи, дела кои што ја го задолжиле човештвото додека постои. И тука ние не треба ништо да биде за нас чудно. Дури, ако веќе идеолошкиот апарат во тоа време наоѓа дека е надвор од целата таа нивна ангажираност во поглед на асимилација на македонското население, може да било во некои рамки па да се подаде нешто, да каже дека некои нешта треба да се симнат, но било во голема грешка би биле ако не му дадат на македонското население како во времето за време на Отоманската империја, бидејќи Гоце Делчев и Дамјан Груев исто така спремале представи додека биле учители во Ново село. Од 1894 до 1895 година во Новоселското, кај што играл Гоце Делчев играл во пиесите и Дамјан Груев играл во Ѓорче играл во пиесите. Значи сите тие биле резултат на текстови кои што се пишувани или инспирирани од животот во тоа време, во тие краишта. Тоест, за нас и на крајот, сега вика, зашто се прекина турската власт или да речеме после ги тие ги укинале тие нивни сценки или затоа што дознале дека они се дел од внатрешна македонска револуционарна организација, дека се со идеи кои што се против власта. Без разлика како тоа селото ќе се, нели, пласира во јавноста. Преку љубовна игра, преку не знам што. Почнемо гледачи, повторно продолжуваме со Фолко Евергинен од Македонија.
Почнемо гледачи повторно со нашиот вечерашен гостин Кацаров. Кацаров, вие во нашиот припремен разговор спомнавте нешто Амадеус, нешто чудо од дете и така натаму во кратки црти. Сега дури после известно време јас зборам за некоја музија кај нашите актери и дека всушност најлошата работа е прават оние кои што нели ги примат после на оние на приемните испити актерите кои што немат слух. Да. Кои што немат музичка памет. И ние секогаш нашите театри се лишени, да речеме, од такви пасажи, од такви моменти. Наречеме музички, пеачки и така натаму. Нема кој тоа да го направи. Сега се случува нешто во театрот кој за мене сепак уште една непромислена работа, бидејќи несозреана да се поставува едно дело како што е Амадеус на Питер Шефер, кој претходно беше поставено еден огромен режисер Форман и таа се знае како помина целата таа негова приказна околу филмот. Тоа беше со Оскари наградуван филм кој што беше култен филм и после сето она што се случуваше со Амадеус на сцената на Драмски театар, јас постојано велам. Не можеш да влезеш во некој тим и да го облечеш дресот през да прашаш кој е тој тим. Какви се неговите почетоци и какви се амбициите негови. Ке дојде и ке рече, извинете, вие немате амбиции за понатаму. Тоа мене спречува да бидам член на овај тим. Или вашето минато не дозволува да се реализират некои планови во иднина, тргнувајќи од некои традиционални слабости. Најреално И кажа. сега ние кој ќе дојдеме, едно е да имаш желба, друго е да имаш можности. Едно е хтети, што вика Србите, друго е умјети. Во оваа ситуација ние само сакаме. А колку можеме одредена ситуација да ја донесеме на ниво на коалиција со публиката, на ниво на соработка со публиката, на ниво да и публиката најде задоволство од еден таков приказ, то нас не интересира. Ние можеме да испееме песната како што ние знаеме, кога ќе му кажеш на некој кој што нема музичка памет, што би рекле вие, он се луте. Како бе така, вика, јас добро пеам, ти лошо слушаш. И има такви примери во историјата на човештвото, па ќе кажат, вика, Че Гевара беше, вика, огромен револуционер и беше лик кој што луѓето го носеа на срце, на мајца, на грб, на се, но беше антимузички, не беше телет. И кога ќе му пуштат, вика, танго, он игра самба. Се обратно. Се обратно. И сега во една таква ситуација, кога ќе му речеш, абе ти играш самба, он ќе не е тачно. Господин Кацаров, јас и уште ова предпоследно прашање нека биде. Според твоето длабоко убедување, имаме ли шанси да ги вратиме битовите драми каде е богатство со музика? Јас мислам дека сега треба да се прекинат сите програми на театрите во Македонија. Македонска крвна Одма да се прекинат сите програми и со декрет да им се даде на секој еден театар по една битова драма да изиграат. Она што значи нашиот бит. Ние зборуваме за името на Македонија, а ништо не знаеме како тоа име се чувало со години, како тоа имело растело со години, како тоа име се впивало во нашата свест. Впивало во нашиот идентитет. Што е нашиот идентитет? Кај го барам? Не може само Амадеус бе на Питер Шефер и со три сестри на Чехов или не знам тука да правиш идентитет културен. Не можеш ти да зборуваш за духовен простор со нешто што не е национално. Овие го прават Лети зад кукавиче гњезда во Драмски театар. Овие го прават Мама Мија тамо мюзикал. А каде се сите тие наши музичари? Каде е балетот? Македон, како се викаше, од македонски, од овие нашите музичари. Каде се од нашата класика да се изнесе тоа, па да видиме како тој дошол до една таква ситуација. Што значи тоа? Кој го инспирирало? Колку се тие ноти блиски до нашиот бит? Колку тие ноти зборуваат за температурата на нашата крв, за нашиот темперамент? Колку тај збор, таа реч, кој имаше еден министер, тоа беше Баге, кој викаше вака: секој еден театар мора да работи драмски македонски текст. Ако не може да најде, ќе издраматизира некој расказ, ќе издраматизира некој роман. Ти замисли те на грците да ја дадеш, они да го работат или да речеме на бугарите на... Значи во Бугарија еден од нашите големи режисери не е отишол да режира. Зашто? Па имат они режисери. Тоа е точно. Па они знаат што сакат. И сосема за крај, господине Трајче, своевремено, во кратки црти само, своевремено
бевте начело на Штипско културно лето. До каде е Штипско културно лето? Го има, го нема? Во времето Или ќе биде побогато? Јас дојдов во културно-просветна заедница на покана на Ѓорѓи Устапетров и ние правевме едно осмислено Штипско културно лето. Во тоа време Штипско културно лето беше на ниво на Скопското културно лето. Имаше две културни лета. Скопското и Штипското и еден фестивал, Охридското лето. И елементи од содржината на тие две, на тоа културно лето и на фестивалот, може граѓаните во Штип да ги консумират и преку нашето организирано живење во лето. Кога сите, јас тогаш зборав, кога сите институции беа во летаргија, Штипското културно лето го носеше она што беше највредно за таа година. И од експорт и од она што ние само го носиме како увоз. Значи, не постоеше ситуација која што не може нашите да е духовно доживеат. Да имаше тоа една духовна трпеза која што секој може да се избере нешто. Сакаш книжевност имаш, сакаш театар имаш, сакаш сериозна музика имаш. И најнаш потоа што Штипско културно лето стана стихија. Не знаеш од која страна води течат, не знаеш од која страна истекуват, не знаеш зошто е овој тука нешто, зошто е та. Тогаш се знаеше зошто се младите тука, затоа што имаше подиум на млади. Тогаш се знаеш зошто се музичари тука, затоа што имаше музика на улица. Тогаш се знаеше зошто е село, затоа што имаше отворен бизнистен. Од сето тоа малку остана. Сега што остана, тие што го прават нека му мислат, тие нека го организират натаму. Јас не го сум поддржувам, таму, Ѓорги не таму, натаму. Се надам дека и ти го Дај Боже, апсолутно, како што поддржува Макфест, како што не ја најмногу би тагувала кога го нема Макфест утре. Без разлика што не одам да го слушам. Али му треба на Штип. Па Стремалијадата никош не сум бил таму. Пари да ми даваш, вика Штипјани не одам. Ама му треба и тоа на И Штип. без пари па Стремалијата дава. Господине Кацаров, благодарам што бевме заедно. Од името на студио на телевизија Ирис, секоја чест, задоволството е наше. Да се множат твоите изданија и збирки, ова да биде повод Да се напред уште неколку. уште неколку. А ти тоа го можеш и го знаеш. Благодарам на поканата и Пружам рака. да, и со да ви задоволство. трае емисијата уште многу години. Почнуваме гледачи од студиото на телевизија Ирис, ви благодариме што бевме заедно. Останете со телевизија Ирис, се гледаме наредната недела со нова музичка премиера. Пријатна вечер.